Поради бројните кривични пријави и американската црна листа повеќе го нема Рами Змерко, но Дуј очигледно не може или не сака да се откачи од сите своји компрометирани градоначалници. За Кичево повторно ќе трчаат со Фатмир Дехари, кој пред само една недела заработи кривична пријава бидејќи дозволил да се направи дива депонија на повеќе 1000 квадратни километри во градот. Тука и Бујар Османи, кој долги години е еден од главните во партијата, кој е кандидат во Чаир. Според познавачите, ова покажува дека Дуј повеќе наликува на некаков бизнис модел, а не на партија која би требало да се реформира откако замена во опозиција. Тоа покажува дека Дуј не се реформирала како политичка партија, тоа е првото, а вториот момент е тоа дека уште еднаш се потврдува ставот дека Дуј делува како акционерско друштво, односно тие луѓе кои од почеток, од заснувањето на партијата, ги имат акциите внатре во партијата, ги имат и ден денеска. Само што никако не може таа политичка партија да се ослободува од тие луѓе. Покрај Дехари и Османи, Еркан Арифи повторно ќе ја бара до вербата во Липково, партијата го кандидира Бајрам Реджепи за Тетово, Енвер Сулејмани за Желино, Суат Шакири за Чашка, Ејупа Бази за Студеничани и Енвер Пајазити за Брвеница. За Струга и Гостевар кандидатите за градоначалници доаѓаат од редовите на двете крила на Алијанса, во Струга од крилото на села, а во Гостевар близок соработник на Таравари. Со ова Дуј, како што велат познавачите, ризикува да остане без градоначалник во ниту една поголема општина. После изборите, односно после првиот круг, ќе се дебатира внатре во нивниот фронт, односно во нивното здружување, кој има повеќе легитимитет во Европскиот фронт, а после ќе се дебатира кој има легитимитет кај албанците во целина во државата. Коалицијата предводена од Дуј допрва ќе одлучува кои ќе бидат за град Скопје, Боговиња, Долнени и Пласница.